ЕХФ. Значи, по кој пат докажа дека треба да се реорганизира, дека не се на нивото на оние федерации нивни, например УЕФА. Еве само една мала споредба да направам. Бетис Челси, финале на конференцијска лига, и тоа е трета лига европска, ама фудбалска. Вакво нешто да се случи, готово ќе биде донесена одлуката за 5-10 минути. Клубот кој што нема да излезе поради тоа што навивачите му забранили председателот, ќе си биде казнет со 10 години, 20 години не учества во Европа, парите што треба да му се дадат ќе му се земат и веќе тој клуб едноставно нема да постои. Така да ЕХФ ќе треба да размисли после ваквите потези дали воопшто треба да постои или дали воопшто треба да организира вакви надпревари, затоа што ова го кажавме ние вчера и во коментарот во таа чудна ситуација дека не личи на малска работа. Ова е ќе си ја земам топката и си одам дома, нема играње. Така да ќе видиме какви ќе бидат коментарите, знам какви ќе бидат коментарите на одделни земји, знам како ќе биде на оние кои што навистина сакаат вистински спорт, го сакаат вистински спортот, особено ракометот. Тоа е лошо и за рейтингот на ракометот. Знаете дека имаше идеи од Олимписките игри да се тргне ракометот. Ова само ќе погодува на тоа, а штета е затоа што се случува во земја во која што ракометот бескрајно се сака. Вие знаете дека каде и колку има публика и како се радуваат и каква атмосфера правеа нашите навивачи секаде по големите настани. Така што, еве, последната информација синој како се враќав после надпреварот што стигна од официјалниот сајт на ЕХФ, тоа е дека надпреварот бил одложен поради безбедносни причини. Значи, тоа е уште една опасна игра од безбедностни причини што води кон, например, преигрување на надпреварот. Меѓутоа, мислам, се надевам и посакувам дека нашиот клуб нема шанси да го прифати. Тоа се знае тука кој е шампионот, практично и докажавме и во Атина со резултатот кој е подобар во оваа ситуација. Замислете да има предност грците па да дојде овдека во Скопје, кој ќе ги спречеше? Ни председател, ни навивачи, ни ништо. Долго си со ракометот, со фудбалот не се случило вакво нешто. Рече и ти да беше, јас мислам да беше некоја друга земја и да беше некој друг клуб. Еве го гледав финалето во Европската лига помеѓу Фленсбург и Монпелје. Тоа да го направи или Фленсбург или Монпелје, веднаш завршува тој надпревар, сигурен сум со резултат 10-0 и веќе пекарот ќе биде даден. Се ми се чини дека овие одае како да си мислат дека ако може со Партизан, може и со Алкалоид. Па, видете, тоа веројатно е сега нивни стил, они имаат многу објаснување. Но за волја на вистината, пак сите ракометари се таму искусни, ростерот е француски. Не знам тие колку се запознати со нашите соседски односи и со политиката на... Како не се запознати? Запознати се секој колку што се интересира. Јасно ним што се случува. Меѓутоа, знаете, некои првпат доаѓаат тука, некои се главни французите што дојдаа се дојдени оваа сезона, тоа се искусни ракометари, ние го кажавме тоа, тие го играле во силни лиги, во двајца тројца има од Пари Сен-Жермен и нив им е чудно. На Дејвис, португалецот кој што постојано беше вчера до клупата тука, човекот кој што играше за Еврофарм Пенистер пред 2-3 сезони, ја знае добро публиката, ја знае љубовта на македонската публика ракометна кон овој спорт и тој беше буквално најтажен вчера. Постојано беше тука некаде со публиката, комуницираше, така што ќе им пренесе и тој за што се работи. Но, знаете како, сега им тргна еднаш, го направија тоа со Партизан и гледате веќе, веројатно бараат некој начин. ЕКФ е асоциација во која што има доста лоби. Знаете, со случајот на Драган Начевски, скандинавското лоби, данското лоби, германското лоби за прелаз, за не знам што веќе, меѓутоа факт е дека работата не им оди добро и тешко дека ќе се спасат после ваков втор скандал. Што велат правилата? Правилата се многу јасни, а прочитав низ социјалните мрежи многу портали кои што доаѓаат од ЕХФ, дали тука балканските портали има
пропозициите се јасни, но не е јасно зошто надпреварот не се одигра. Па тоа е таа ситуација што ја прават тие за да направат циркус. Сега ЕХФ не донесол одлуки во недела, не донесол во понеделник, во вторник ќе се зошто донесена одлуката. Вторник е посебен ден, така. Веројатно, не знам. Како на времето што беше, четврток за квискотека, среда за фудбал, глупости се тоа, морам да кажам така. Мислам, иако можеби е недоличен зборот, сепак сме на медиум, но ова е навистина, како да кажам, не би сакал да кажам фрустрирачки, тоа ќе им оди во прилог на тие што сакаат да го предизвикаат тоа. Ова е ситуација која што веројатно ќе разберат тие ако генерално ако прошириме малку на други теми, не верам дека луѓето разбираат што значат потезите на Европа за нас. Гледам дека не се разбира, па токму затоа веројатно и овде сакаат да минат така, само не верувам затоа што се надевам во цврстината во случајот на Алкалуид да навистина не се попушти, да се игра нов надпревар, затоа што замислете вие да му кажете на некој клуб во Европа дека ќе се одложи надпреварот поради навивачи, потоа да им ги рушите термините. Па Алкалуид треба да игра Куп на Македонија, игра во битката за титула. Како термините тука? Тука тоа е најсилното оружје наше покрај другите, се разбира. Нема тука игра. И што е најјако, Алкалуид ја крои титулата во македонскиот ракомет. Па нормално. И да не ја крои, термините се закажани. Точно. Ако почитуваме ние, треба да почитуваат и тие. Да, и јас да се вклучам, поздрав до Југо, колегата Југослав Костовски. Само кратко едно прашање или едно размислување околу навивачите. Бијќи познавам мои сограѓани, пријатели, роднини кои што од Прилеп вчера се преселија во Скопје и потрошија и време и не жалеа и пари за храна, за превоз, за билет, само да го гледаат таму во залата Алкалуид, каде што се бори за овој трофеј. Меѓутоа, што со нив? Мислам дека има соопштение од Алкалуид дека ќе се рефундираат картите, така? Па добро, картите ќе се рефундираат. Дали ќе може секој што вчера имал слободно време да појде и наредниот пат. А Југо, замисли, имаме информации дека дечиња тука од нашите основни училишта вчера организирано пристигнаа таму да го гледаат Алкалуид, значи од основните училишта од Прилеп. Замислете тие деца кои што веруваат дека Кире Лазаров е се уште за нив идол, дека Митеви се прекрасни ракометари, дека сите се одлични и дека од утре, поточно денеска, ќе сакаат да се запишат во некоја ракометна школа и наеднаш им се урива тој поим. Па нормално, сонот е урнат на самите ракометари од Алкалуид. Кој ќе го рефундира тоа? Кој ќе го рефундира ова што го споменавте? Добро што го споменавте дека дошле луѓе од надвор од Скопје. Лесно е, ќе се рефундира, парите ќе се вратат, ама чувството, љубовта со која што дошле луѓето и потоа се вратиле, кој ќе го рефундира? Да, ги прашам јас. Да, и замислете нашите наставници тука сигурно имаат креирано некој идејно решение за некој час по физичко и здравствено воспитување, од кога ќе се вратат од ракометот, не знам, да раскажат како или што значи тричекор, двочекор, што е судија. Јас мислам дека навистина не само ЕХФ, не знам, и не треба да се игра овој втор надпревар. Барем според мене. Ова е одлична идеја, јас навистина не го знаев тоа, признавам и добро што ми кажавте. Ова јас го сугерирам веќе долги години, можеби сигурно 20 на години, до фудбалските и до сите асоциации наши. Ако веќе стадионите ни се празни во домашните првенства, зошто да не потекне иницијативата од оние кои што се во базата, наставниците по физичко, да ги организираат децата? Сигурен сум дека асоциациите, тоа треба да биде иницијатива и од едните и од другите, ќе ги донесат децата со автобуси. Што е проблем? Македонија е тука, па да направат знаменца, па да отидат да почувствуваат малце надпревар, да има повеќе публика.
Не знам, времето минува и оваа иницијатива навистина ја поздравувам и ворете и уште повеќе ми е криво што така завршува еве со еден циркус, меѓутоа веруете тоа го знаат луѓето што ги креираат овие работи. Не знам колку ќе го разберат тоа, но сето тоа оди во прилог дека овде треба да се стави крај конечно на овој случај и се знае тука какви се мерките. Јас го кажав тоа за фудбал. Така. Нема тука драстична казна. И дали се сложува со една моја констатација, јас со мои колеги тука од Прилепа разговаравме утринава, ние умееме така не на сир, но на вистина. Дали јас барем сметам дека кога ти си таму, кога Стериов е таму, кога Зоки Видевски е таму, кога цела екипа Македонска телевизија е таму, и сега овој нивен циркус го руши новинарскиот професионализам, кој тебе ќе ти ги врати 4 сати таму, кој тебе ќе ти ја врати концентрацијата и подготовката. Јас сигурен сум дека се подготвувал, нормално е тоа за надпревар. Кој тебе ќе ти го врати сето тоа? Знаете како, тоа сме го зборувале многу пати. Значи, ние во нашата бранша, како спортско новинарство, јас тоа го итакнувам секогаш, имаме малку шанси да се израдуваме заедно онака од срце, што се вели, и професионално. Тој сум зборували на ракометарите, на фудбалерите, на сите. Ние се радуваме, можеби и повеќе од вас. Затоа што јас кога имам ваков успех, сум многу подобар коментатор, имам добар штоф да направам добро дело. Па така. Значи, па тоа е нормално. Тоа е срушено. Знаеш како викаме? Нема потреба никој, да. Знаеш како викаме ние? Малку... Ние Прилепчани вака викаме, кога има успех, коментаторот може да навези, а кога коментаторот ќе навези, тој ќе заплети, ама кога ќе заплети, тоа допира. Така е. Секогаш имате, например, јас кога коментирав Вардар во Вардар кога го коментиравте последниот гол, мислам дека после тоа, верувате, чувството знаете какво ми беше. Не ми треба повеќе коментаторство. Толку. Тука може слободно кариерата да заврши. Значи, сакам да кажам, ние во кариерата, спортските коментатори од ова тло, коментирале многу помалце успеси отколку порази. Знаете, и затоа ова повеќе не боли и нас. Не сваѓате? Значи, тоа е зошто некој да го уништи, а буквално таква е веројатно причината, нешто што беше подготвувано толку време. Така да, како што споменав, еве разговорот има многу луѓе кои што се чувствуваат повредени и разочарани на некој начин. Така да, тоа веројатно треба да допре до ЕХФ, до асоциацијата која организира ова. Искрено да ви кажам, по се она што се случува, еве и и втор случај, можеби има сигурно и претходно со оние скандали нивни околу Нашевски, што ги споменав. Има и претходно, јас успеав да прочепкам, има и претходно надпревари кои што така поминале. Значи поминале онака не битни, секој надпревар е битен, меѓутоа некоја таму прва фаза од надпреварувањето поминал некој таков надпревар и никаде не се кажало тоа дали од сиромаштија на клубот, дали ќе гостуваме 2 пати или вие ќе гостувате 2 пати. Значи нема во денешно време пазар во спортот. Ако е спортот бизнис, бизнисот мора да функционира и да носи таленти. А како ќе носи таленти? Како сега нашите деца ќе веруваат во ракометот? Јас мислам дека половина од тие што беа барем од Прилеп дојдени. Okay. Сега ќе речат јас поќе на физичко, не тренирам ракомет наставниче, не ме интересира, ќе си играм, не знам, фудбал. Колегата мој има уште едно. Колегата мој има уште едно прашање до тебе, Ѓуго. Можеби не е прашање, меѓутоа еве кога доаѓав претпладнево кон Радиово од дома довде, сретнав повеќе луѓе ме запре и темата е само ова која што сега е помеѓу нас тројца. Значи, како да се губи кај овие љубители на ракометот оној идеал, она представа дека институциите се тие места каде што има правда и тој се губи, тој идеал има впечаток кон ова институција ЕХФ што ја викаме. Сега не размислуваат
Никој, ајде ќе се жалам кон ЕХФ че очекуваме ваква и ваква одлука. Сега сите како да се подсмеваат со ЕХФ. Што се случува со оваа институција? Дали е ова возможно? На тие дечиња што со љубов така пристапуваат и го сакаат ракопедот, не можете да им објасните што се случува. Тие дошле од Прилеп со голема љубов да дојдат да видат надпревар и сега на нам не ни е јасно, на возрастните, а камоли на нив. Токму затоа е такво влијанието и токму затоа ЕХФ и на тоа треба да размислува. Сваѓа, така да ова е голема штета во секој случај. Она што е запад, ние повозрастните имавме порано верување дека е идеално, дека треба да се стремиме кон нив, да не примат, да исполниме вакви услови, онакви услови. Изгледат и тие не се далеку се од совршени, а тоа баш синоќа се виде. Значи, да, апсолутно. Треба да се оди таму да се види, па потоа да се коментираат некои работи. Да, има работи кои што држат, меѓутоа има работи кои што се повеќе се оддалечуваат од она што е, особено спорт, за дуго не сакам да навлегувам, тоа е веќе многу покомплицирана работа. Југо, ние и прилепчани и одамна не веруваме во институциите, уште кога ние казнија победа, така да многу го забравивме тој случај, но знаете, ја спомнавме фудбалската асоциација таму. Затоа е голема таа разлика. Еве, не ги споменувам прво парите. Еве ќе споменеме организацијата. Јас само да те надоврзам. Разликава која е? Ги гледав бараж дуелите ги пратев деновиве за втора лига, за прва лига, особено бројот на навивачи во Кавадарци, така ме бендиса, значи се сака, се прати македонскиот фудбал, а ако барем според мене македонскиот фудбал е на едно скалило од потребните 5. Ако погледнеме во Србија како се движи првенството и како функционираат фудбалерите, ние сме далеку од тоа. На буквата А. Има и таму слабости, има сегде, има сегде слабости. Но имаат инфраструктура. Тоа е. Има инфраструктура и за таа инфраструктура ќе ви кажам еден пример сега, малку ќе направиме една дигресија. Значи, го коментирав пред некој ден полуфиналето на тенискиот турнир во Скопје. Што беше? Еден од најквалитетните до сега. И подготувајќи се за преносот, се работи за хрватски тенисер кој што бил јуниорски шампион на Вимблдон, внимавајте, на Вимблдон, пред 3 години и следев, реков, подготувајќи се за преносот, да видам едно интервју со него. Знаете дека тој беше разочаран од она што Хрватска го прави во поглед на тенисот и тоа во поглед на инфраструктурата. Тој од Сплит, од кај што доаѓа Горан Иванишевиќ, порано исто така шампион на сениорскиот Вимблдон, и вели Хрватска не направила ништо, вика, во поглед на инфраструктурата, да се направи еден национален дом кај што ќе можат да тренираат тенисерите. Затоа што вели, јас во Сплит, кога ќе дојде зима, немам каде да тренирам. Така да, ова според ме кажав само да ви кажам дека не баш најдобро ги знаеме и таму условите. Не викаме дека не се идеални, не викаме дека кај нас се идеални, кај нас се лоши. Нема дилема. Југо, нема да мислите дека и на другите во другите држави нема такви проблеми. Еве, конечно, оние од нам блиските, еве, на некој начин од таа поранешна држава. Сваѓате? Да, имаат и тие проблеми, меѓутоа, еве, од една оригинална причина, коментаториве кај да појдат имаат место каде да коментираат. За тоа не сакам да зборувам, да, тоа апсолутно. Ајде бре, Југо, дојди во Прилеп и коментирај надпревар на не знам. Па бев јас. Ама сигурно наредниот ден си почувствувал како те боли грбот, рамото. Ама знаете каде коментира? Во публика. Во публика, да, ама во публика јас сум видел и многу колеги, јас сум коментирал во публика, но тоа не е филингот. Ама исто да се случуваше и во Штип, исто да се случуваше и да не редам сега, меѓутоа тоа е проблем наш. Еве сега вчера им направивме
услови, да не зборуваме, не знам дали го видовте боксот кај што требаше да бидат сместени Па да. 200 навивачи Па да. на АЕК, Па да. кои што добија потврда во договорите и требаше да бидат 200. А, Не може да бидат 600. каде беше нашиот бокс во Грција? Нашиот бокс каде веќе што му се случуваше? Го На заборавивме сите- и тоа да, да го а- коментираме. а- Што а- му се случуваше на нашата клупа На резервни нашата играчи? клупа, на нашата клупа. Јас не знам дали си ги погледнал некои снимки кои што така Гледав, да. поминува на социјалните мрежи, но многу лошо, многу лошо. Ма како, тоа е катастрофално ниво. Тие вчера беа сместени со полиција околу нив, со посебен бокс, со мрежа да не дојде до никакви проблеми. Па се што уште друго да направиме? Така? Што да направиме друго? Јас мислам дека треба да им се даде титулата во фудбалското првенство и да се рајатисаат, нека земат од фудбалот и готово. Ракометот нека го остават на мира. Југо, Не. јас мислам дека најправедно е за тоа дека алкалоид е победник, тоа го кажуваме сите и се сложуваат, барем ние македонците се сложуваме во тоа. Што и да се Ма сите случи, се сложуваат, не само ние. Сите. Прашете било кого од спортскиот свет, не од ракометниот свет, ова треба да биде 10-0 и крај. Тоа е единствената одлука што ЕКФ може да ја донесе. Ништо друго не доаѓа во предвид. добро. Ајде ќе почекаме. Тоа е моето мислење. Да, ќе почекаме утре затоа што вторник утре 27.5, не знам кој ден е. Добро, И- ние чекаме цел живот, Ние- 30 години ние- чекаме. Ние секако Научени сме. чекаме. 30 години, а може би и повеќе. Југо, Така е. јас ти благодарам за овој разговор. Ти вака што размеривме некои мислења. Ми беше мисла од синоќа и морав од Савајле, јас така ги раздрамав и прилепските новинари и штета што одат на терен и знаеш дека ние работиме не само како новинари, работиме и камермани, и не знам, и Да. уредници и пишувачи на текстови, вака и некои кои што седат и разговараат и тоа е тоа. Ти благодарам. Ептен, се надевам дека алкалоид ќе заслужено ќе земе титулата и да не го коментирате со Зоки над преварот, оставете и нека течи така сам над преварот, само на крајот можете да влезете дека алкалоид е шампион, доволно е тоа. Така е. Ви благодарам и вам и поддржувајте ги секогаш младите, особено овие деца што вчера не успеа да видат вистински ракомет. Ве поздравувам сите и убав ден. Јас ти благодарам, секој добро, има и убав ден и можеме понатаму повторно ќе те вклучиме за некоја друга тема, само да тргне напред. Секогаш сум тука, да. Поздрав и секој добро. Спортски журнал